Некогаш резервирана за воени времиња или итни случаи, рибата во конзерва денес е составен дел од модерните оброци и платоа со сирење и намази. Многумина се прашуваат дали ситните коски внатре се безбедни за јадење или треба да се вадат. Стручњаците објаснуваат дека конзервирањето ја омекнува структурата на коските, правејќи ги лесно џвакливи и безбедни за консумирање. Процесот на конзервирање со висока температура и притисок ја разградува калциумската структура на коските, што ги прави меки и трошливи. Нутриционистката Рима Клајнер советува дека освен кај деца под 3 години и лица со специфични здравствени проблеми, коските во конзервирана риба се препорачуваат како хранлива состојка. Често се советува рибата да се згмечи со малку лимон за дополнително омекнување. Конзервираните коски се богат извор на калциум, бор и други есенцијални минерали кои помагаат за здрави коски и регулација на хормоните. Рибата во конзерва е вистинска функционална храна која ги содржи важните протеини, омега-3 масни киселини, селен и коензим Q10, идеална за активни луѓе и постари лица. Научните истражувања покажуваат дека редовната консумација на конзервирана риба може да го продолжи животот и да го намали ризикот од одредени видови карцином, особено на дебело црево. За срцево здравје, јадењето сардини е понекогаш поефикасно од внесот на рибино масло, што ја прави конзервираната риба вреден и прифатлив дел од исхраната. Крцкавата сланина и свежата брокула во комбинација со кремаст дресинг создаваат салаата полна со вкусови и текстури. Оваа салаата може да се чува во затворен сад во фрижидер до 3 до 4 дена, а доколку ја подготвувате однапред, се препорачува дресингот да се чува одделно и да се измеша со салатата барем 1 час пред сервирање. Потребни се цветчиња брокула, тврдо сирење, сушена брусница, крцкава сланина, семки од сончоглед и ситно исечкан црвен кромит. За дресингот се користат мајонез, павлака или грчки јогурт, јаболков оцет, шеќер, сол и бибер. Подготовката започнува со мешање на брокулата, сирењето, брусницата, сланината, семките и кромидот во голем сад. Во посебен сад се матат состојките за дресингот до кремаста текстура, кој се прелива врз салатата и се меша добро. Салатата може да се сервира веднаш, но најдобар вкус се добива кога ќе одстои во фрижидер најмалку 1 час, а пред сервирање уште еднаш се промешува за да се соединат сите вкусови.